првично за катастрофалниот однос на институциите во државата, почнувајќи од Министерството за култура, се разбира тука е Министерството за труд и социјална политика како директен кривец во однос на блокирањето на Синдикатот на културата на Република Македонија и директно кршење на членот 37 од Уставот на Република Македонија, со кој што вработените во институциите имаат право за социјално и економско унапредување, и тоа право на вработените во културата им еускратено и понижено, изгазено, бидејќи замислете документите на голем број институции од културата, односно синдикални организации кои што сакаат да пристапат и поднесле уредна документација како членки на Синдикатот на културата, се чуваат во една од фиоките во Министерство за труд и социјална политика. И во овој момент го повикувам новиот министер за труд и социјална политика да увиди кој е причинител за настанатата ситуација и кој е директниот кршач на Уставот на Република Македонија за основното човеково право да граѓаните на оваа држава се организираат синдикално, се со цел барање на социјално-економска положба на сите вработени во културата. Станува збор, ќе наведам на дел од институциите кои што имаат побарано прием во Синдикатот на културата: Драмски театар, МНТ, Музеј на Македонија, Велешки театар, Музејот Штип, имаме и неколку примери како докази дека Министерството за култура го има како филијала Синдикатот СОНК, кој што очигледно работи во интерес на Министерството за култура. Ќе кажам неколку примери со факти. Значи имаме СМС порака од уметнички директор Велешки театар за Фирчев, кој што ги повикува вработените за да формираат оснивачко собрание во Велешки театар после нашата прикажување на Синдикатот на култура, значи основањето на Синдикатот на култура во Велес, ги повикува вработените, нема право, значи ниеден предпоставен во институција да повикува на оснивачки собрања и да се меша во работата на синдикатите. Тоа е еден пример. Другиот пример е синдикат, односно Градски конзерваторски центар. Директорката, која што е пријателка со Министерката за култура, формира СОНК таму, значи ги тера вработените да формираат организација СОНК, а се со цел да има летаргија, да има беззаконие во културата.